Тука сме денес да одадеме почит на хероите кои што бранејќи Македонија, независноста, целовитоста, унитарноста на Македонија во 2001 година ги дадоа своите животи на Карпалак. Нивниот спомен е вечен. Тоа е спомен кој што ќе остане векови пред нас. Генерации да се сеќаваат како се бранеше и се одбрани Република Македонија, но во исто време тоа е и завет за иднината, за следните генерации да го проложат нивното дело, да се гради Македонија како просперитетна, суверена, самостојна, економски стабилна држава, да се гради Македонија како напредна држава. Така што денес затоа сме тука да одадеме почит и да кажеме слава им на овие херои. Дозволете ми во оваа прилика, зборувајќи за стабилна, напредна и економски просперитет на Македонија, но и Македонија во која што ќе има функционална правна држава и функционален систем на владење на правото, уште еднаш да отворам една тема која што е многу актуелна во Прилеп, а таа е поврзана со безбедноста на Прилеп и на прилепчани. За жал, градот се претвори во град од див запад, град во кој што царува мафијата, која што е во спрега со оние кои што треба го спроведуваат законот. Мафијата која што не само што не е сузбиена од полицијата, туку е во соработка со истата. Поминуваат недели, од некои случаи дури и месеци, без да се откријат сторителите на запалените возила тука во Прилеп. Пред се тука мислам на пратеникот Петар Ристевски, кој што е денес до мене, и исто така на директорот на јавното предпријатие, и исто така на вработена во општината и бројни други случаи за кои што чаршијата во Прилеп гласно зборува, ама ете надлежните органи никако да ги откријат. Ги повикувам да ги откријат затоа што добро знаеме сите кои се. После промената на власта секако дека ќе бидат и откриени и казнети, но заради безбедноста на градот добро е да бидат веднаш процесуирани затоа што ниеден криминал нема да биде заштитен. Благодарам, поелете ако има прашање. Две-три прашања. Прво, поврзано со Карпалак, кај 20 година нема споменик на местото каде што се случи несреќата. Помина 2 децении, ниедна влада досега не го направи. Тоа се полага срамно на банкина. Цвеќето. Дали би се сменило нешто на овој план? Апсолутно мислам дека треба да се изгради споменик и ќе се изгради споменик. Има и идејно решение, можеби јавноста го знае, можеби не го знае, но апсолутно на тоа место ќе има достојно одбележување, како што всушност еве и во Прилеп имаме споменик кој што е посветен на овие бранители, затоа што заслужуваат најголема почит. Дали како ВМРО-ДПМНЕ, кога дојдете на власт, на следните избори ќе се погрижите спомен собата на загинатите бранители да доликува на достојно место, достојно катче за одбележување на годишнините, затоа што сега онаква каква што е, пред 20 години, точно 20 години, и не личи на ништо. Вчера немаше ниту струја во собата. Апсолутно мислам дека треба да се уреди. Ние без разлика што општината нема ингеренции, ќе поразговараме и со градоначалникот што можеме како општина сега да се направи, а секако после промената на власта и како централна власт и за спомен собата, но исто така и за споменикот, заслужуваат овие луѓе достојно да се одбележи нивниот херојски чин и нивната жртва. Имавте на анкета, водевте така со повеќе проценти од СДСМ, вие дека сами си ги нарачувате тие анкети. Кој е вашиот став? Па, ќе одговорам и технички и суштински. Анкети нарачуваат политички партии, значи анкетите секогаш се нарачани од политички партии, евентуално од институции, и се главно мерило за тоа каде се наоѓа секоја политичка партија помеѓу два изборни циклуси. Секако најдобра анкета се изборите, но во меѓувреме во цел демократски свет тоа е начинот на кој што се мери перформансот и поддршката на секоја политичка партија. Во однос на резултатите на анкетите, тие се апсолутно точни, се работи за најголемата куќа во Европа за истражување на јавно мислење, тоа е француски Ипсос, кој што досега нема промашено истражување не само на Балканот, туку зборувам и на ниво на Европа, така што доколку Ипсос излегува со тие бројки, тогаш во моментов тоа е расположението на народот. А всушност најдобар доказ дека бројките се вистинити е тоа што власта предводена од СДСМ и од ДУИ бега од две клучни работи на кои што точно може да се види расположението на граѓаните.
Првото се предвремени парламентарни избори и второто е референдум на кој што граѓаните масовно ќе го одбијат овој бугарски предлог. Така што ова се двете форми на непосредна демократија, каде што граѓаните можат да ја кажат најточната анкета, ги повикувам од тука од Прилеп да се согласат и на предвремени избори и на референдум. Во однос на референдумот, кои се следните очекувања според вас, што треба да се преземат за да се организира референдум? Ние, како што кажавме, во тек на месец август правиме консултации, тие се во тек. До крајов на месецов ќе излеземе со прашањето и ќе започнеме процедурата која што подразбира собирање на 150.000 потписи. Се надевам дека ќе имаат доволно доблести и останатите политички партии, мислам пред се тие од власта да ја поддржат оваа иницијатива и заеднички да опрашаме народот што мисли по однос на овој бугарски предлог. Се подотвора вратата за зголемување на даноци во Македонија? Да, тоа е една лоша работа. Мислам дека дури и некако се избегнува темата што ќе случува во Македонија есента и зимата, кои што ќе дојдат побрзо што мислиме. Грејна сезона почнува некаде за 2 месеци од денес. Ситуацијата е катастрофална. Цените на енергенсите одат исклучително високо и ништо не се прави од страна на власта да се колку толку ублажи тој удар. Дополнително затоа што буџетот е празен, а празен е заради лоши економски политики, заради криминал и корупција, го прават најлошото можно, а тоа е да се удри по џебот на граѓаните и предпријатијата повторно, односно да се зголемат даноците. Ќе кажам јасно и директно, ВМРО-ДПМН е за ниски даноци и не само што е против зголемување на даноци, туку и за кратење на постојните даноци, затоа што сметаме дека најдобар начин да се развива бизнисот е да му се остави слобода, да му се остави рамен терен за игра и во исто време да има ниско даночување како би можеле средствата да се употребуваат за развој, за нови производи и за нови работни места. Ви благодарам на сите. Благодарам многу. Благодарам.